Општина Виница се најде меѓу 10 локални самоуправи во државата кои во наредната 1,5 година ќе бидат дел од програмата за јакнување на општинските совети. Општината е избрана на јавниот повик на кој аплицирале вкупно 28 локални самоуправи. Покрај неа во програмата се влезени и општините Кисела Вода, Студеничани, Градско, Карбинци, Дебар, Маврово и Ростуше, Гевгелија, Ресен и Ранковци. Програмата за јакнување на општинските совети е фокусирана на компоненти преку кои се подобруваат капацитетите на општините за транспарентно, одговорно и квалитетно испорачување на услугите кон граѓаните. Советниците во избраните општини ќе можат да учествуваат во програмата за развој на капацитетите, која вклучува обуки на вкупно 11 теми кои се поврзани со јавниот финансиски менеджмент, просторното и урбано планирање, доброто управување и борбата против корупција, како и меѓуопштинската соработка, родовата рамноправност, животната средина и исправувањето со кризи на локално ниво. Секоја од 10 општини ќе може да искористи грант во висина од 30 до 50.000 евра за проекти што ќе бидат избрани низ директна консултација со граѓаните преку форуми во заедниците. Проектите во кои со кофинансирање ќе учествуваат и општините се со цел да се подобри квалитетот на живење во локалната заедница. Исто така, секоја од 10 општини ќе добија финансиска поддршка од 10 до 12.000 долари, што ќе бидат наменети за воведување дигитални алатки за подобрување на отчетноста, транспарентноста и учеството на граѓаните во работата на општинските совети. Се работи за втора група од 10 општини, кои ќе учествуваат во втората фаза на програмата за јакнување на општинските совети, а во наредните 2 години ќе бидат вклучени уште 20 општини. Програмата е со вкупна вредност од 6 милиони и 600.000 долари, а ја финансираат швајцарската влада и Министерството за локална самоуправа во кофинансирање и соработка со програмата за развој на Обединетите нации и UNDP. Во првата фаза од програмата, што се спроведуваше во периодот од 2016 до 2022 година, беа вклучени вкупно 24 општини, меѓу кои и локалните самоуправи на Кочани и Зрновци. По покана од националната координаторка во Министерството за труд и социјална работа на Република Црна Будимирка Ѓукановиќ, делегација од општина Зрновци, предводена од градоначалникот Борчо Коцев и председателот на општинскиот совет Виктор Анакиев, престојуваше во посета на оваа пријателска земја. Делегацијата ја придружуваше и председателот на советот на општина Кочани Лазо Митев. Во рамки на посетата остварена е работна средба со заменик градоначалникот на општина Цетиње Милон Мудреша, со кого е разговарано за воспоставување поблиски релации меѓу локалните самоуправи, пошто е потпишан и меморандум за соработка. Главно соработката ќе биде во развивање на туристичките и културните потенцијали, како и за размена на искуства во сферата на социјалната заштита. Во тие рамки, нашата делегација присуствувала и на отворење на домот за стари лица во општина Никшик, за што се инвестирани околу 5 милиони евра, а објектот е најголемот таков вид во регионот. На средбата со националната координаторка во Министерството за труд и социјална работа се разговарало за прашање во врска со социјалната заштита на локално ниво, како и за воспоставување соработка и поддршка при изготвувањето и реализацијата на проекти и обезбедување средства од европските фондови. Во рамки на посетата на Црна учествувале и членови на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари со секција од Зрновци. Тие имале свој настап на фестивал во Никшик, при што го представиле изворниот македонски фолклор од источниот регион. Иако е една од најфреквентните локации во централното подрачје на Кочани, состојбата со трговскиот центар не е на задоволително ниво. Одржувањето на хигиената е постојано актуелно прашање, без разлика дали се работи за плочникот на приземјето или пак на вториот кат. За ова повеќе пати е пишувано, без разлика дали реагирале собствениците на дуќани или пак алармирале граѓаните. На последната седница на Советот на општината имаше и советничко прашање, со барање надлежните соодветно да реагираат. Замислете да се чисти вториот спрат од трговскиот. Можете да дојдете да видите сега во каква ситуација е вториот спрат во трговски центар Кочани. Катастрофа. Значи, до сега не го сметав лично, ама од сега натам ќе го сметам лично одговорен градоначалникот за овие постапки на директорот на јавното предпријатие. Покрај хигиената, проблем во трговскиот центар е и одржувањето на плочките на скалите,
покрај реконструкцијата што беше направена пред неколку години. Кога ќе се санираат плочките на скалите во трговскиот центар? Бидејќи знаеме дека станува збор за најфреквентното место во градот, скалите се оштетуваат за жал од пиварите кои што дистрибуираат роба, меѓутоа овде комуналните редари треба да ги санкционираат и да ги опоменуваат истите лица, затоа што доколку и евентуално се санират штетите, ако тие продолжат со тај начин на работа, истите повторно ќе бидат оштетени. Корисниците на трговски и други објекти во трговскиот центар реагираат и на исклучените светилки од јавното осветлување. Во моментот, само светлината од излозите колку толку возможува целиот простор да не биде во целосен мрак. Поради тоа, тие бараат од надлежните во локалната самоуправа да бидат вклучени барем по неколку светилки, за да се подобри моменталната состојба. Општина Кочани го објави конкурсот за доделување стипендии на спортисти спортска надеж за остварени резултати и достигнувања на спортски план во текот на 2022 година. Право на стипендија имаат кандидатите кои се жители на општина Кочани и се на возраст од 17 до 20 години. Тие треба да се членови на спортски клуб, друштво или асоциација, што е регистрирана во Агенцијата за млади и спорт со решение за вршење дејност спорт, или пак да се членови на национални спортски федерации кои реализираат национални спортски систем надпревари и учествуваат во меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години. Почнувајќи од минатата година, општина Кочани наместо една почна да доделува по 2 спортски стипендии. Исто така, и рокот за користење на финансиската поддршка беше продолжен на 10 месеци. При тоа исплатата на стипендијата ќе биде од март до декември оваа година. Месечниот износ на финансиската поддршка е 3000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општината. Спортската стипендија не може да му се доделува на исто лице 2 пати последователно, односно во 2 последователни календарски години, освен ако е поднесена само една прифатлива пријава за стипендирање. Рокот за поднесување на пријавите е до 24 март годинава. Целосната објава со условите, критериумите, потребната документација и начинот за поднесување на пријавите за стипендирање се објавени на веб страницата на општина Кочани. Викендов ќе се играат редовните кола во првенствата на втората и третата фудбалска лига Исток, во кои екипите од Виница и Кочани гостуваат. Во третолигашката конкуренција на програмата е 14-тото коло, во кое Осогово ќе гостува против Дојранско езеро. По минатонеделната победа на домашен терен против Малеш, жолтосините ги очекува сериозен предизвик за задржување на лидерската позиција. Причина за тоа е што 3 бода против Беровци во Кочани беа освоени во последните минути од средбата, а според прикажаната игра на нашите фудбалери, надпреварот можеше да заврши и со поделба на бодовите. Екипата од Нов Дојран пак во ова првенство игра променливо, но на средбите на домашен терен е сигурна и со 6 победи и 1 нерешен резултат во моментот на контото има 19 бода, а се наоѓа на 6-та позиција. Гостите од Кочани пак досега се без пораз и со само 2 нерешени средби. Имаат 3 бода повеќе и 1 надпревар помалку, а се наоѓаат на првата позиција пред Овчеполе. Во втората фудбалска лига ќе се игра 21-то коло, во кое екипата на Слога 1934 ќе патува во Гостивар на средба со истоимената екипа. По минатонеделниот пораз на домашен терен, Виничкиот второлигаш го очекува исклучително тежок надпревар, во кој противникот е апсолутен фаворит. Гостиварци се во горниот дел на табелата. Досега се единствената екипа во лигата која нема доживеано пораз и со 45 бода се наоѓаат на третото место на табелата. Слога пак е предпоследна со 13 бода и со мали изгледи да направи изненадување за да остане непоразена. Во слична ситуација е и нејзиниот директен конкурент Тетекс, кој ќе гостува во Каменица на дуел од кој и на двете екипи им зависи опстанокот во лигата. Надпреварот во Гостивар Слога ќе го игра в сабота со почеток од 15 часот.